Првата гостинка ни пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија, а следствено и разговорот и првата тема со неа. Од денеска до 3 април под мотото "Заедно сме посилни", обединети фармацевтите на симпозиум ќе дискутираат на повеќе теми кои ги засегаат и нив лично, но и нас како корисници на нивните услуги. На оваа тема разговараме со Билјана Божиновска, фармацевт. Добро утро, Билјана, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и добре ве најдов. На повеќе теми кои ве засегаат и вас, но и нас сакам да продискутираме заедно наредниве неколку минути. Но и ве, ајде да започнеме од тоа дека фармацевтите не се само издавачи на лекови, онака како што веројатно многумина ги перцепираат. Токму така, фармацевтите се примерни здравствени работници, во основа се во рамноправна позиција како и матичните лекари, во основа, и заради тоа сметаме дека како најдостапни здравствени работници не е целосно искористена позицијата на фармацевтите, и токму заради тоа Сдруженијето на приватни аптеки во Република Македонија го организира овој симпозиум, така наречен Смарт фармацевт, каде што ќе се препознае улогата на фармацевтот и неговото значење, бидејќи фармацевтот не е само издавач на лекови, туку може да учествува во менаџирањето на терапијата кај пациентите, и во основа она кој што сакаме да го повикаме и да го освестиме на овој симпозиум е дека потребно е да фармацевтите активно се вклучат во реформите за примарна здравствена заштита и на некој начин се подобри комуникацијата помеѓу нас и помеѓу матичните лекари во интересот на добриот менеджмент на терапијата кај пациентите. Основата за успешна терапија е индивидуален пристап кај секој пациент поединечно и менеджмент на терапијата. Ако зборуваме за промени, кои би требало да бидат промените за да можеме се това да го почувствуваме и во пракса, да го почувствуваат самите пациенти? Така, на овој смарт симпозиум ќе зборуваме конкретно на тема диабет. И кај пациентите со диабетес во основа ќе потенцираме колку фармацевтот може да помогне во овој индивидуален пристап, заради тоа што пациентите немаат само една диагноза, многу често имаат хронични други заболувања, и заради тоа е потребен индивидуален пристап, пред се прилагодување на терапијата, прилагодување на дозата, и она што фармацевтот во својата позиција може да го запримети, тоа е несоодветна терапија, односно непридржување кон третманот, пациентот може би ја земат соодветно терапијата, меѓутоа немаме ефикасност во истата. Од тука се наметнува потребата на таа комуникација помеѓу нас и матичните лекари. Кога пациентите се жалат, најчесто фармацевтот, сега го рековме, најпосетуваниот здравствен работник, потребно е да имаме некаде каде што ќе го евидентираме тоа како забелешка дека пациентот има одредени несакани ефекти или сомнеш од некои интеракции, бидејќи свесни сме за полифармацијата. Во денешно време пациентите не само што земаат терапија или не ја земаат правилно терапијата препишана од лекарите, туку многу често и се само лекуваат. Токму таа полифармација има потреба да ние како здравствени работници меѓусебно се поврземе, да најдеме начин како да искомуницираме во интерес на пациентот и секако да ја прилагодиме оваа терапија спрема неговите индивидуални потреби. Затоа што, рековме, хронични други заболувања, парафармација, лекување, само лекување, сите тие и секако екзогените фактори на дворешните, колку пациентот има активен живот, правилна исхрана, сите тие работи треба да се стават на едно место и да се даде вистинската препорака кон пациентите. Затоа колку граѓаните повеќе, сега ајде да не го ставаме на кантар, но дека ајде ни веруваат на фармацевтите, докаста тоа дека да речеме за различни диагнози многу ретко ги контактираат и своите матични лекари. Најчесто кога доаѓаат во аптека, дајте ми нешто за алергија, што ќе ми препорачате за имунитет или вие сте тие кои што одлучувате и се грижите конкретно и за здравјето на граѓаните, ретко се контактираат докторите. Токму е, па и тој момент е исто така многу важен да фармацевтот е добро обучен да ги препознае сите тие симптоми, затоа што најчесто голем дел од тие симптоми не се правилно диагностицирани. Доколку правилни навремено се постави диагнозата, верувајте дека многу побрзо ќе дојдеме до решение, нема да третираме толку многу хронични заболувања колку што се третира, токму заради овие само лекувања, заради тоа што фармацевтот може да издаде симптоматска терапија. Значи, ние можеме да истретираме болката, меѓутоа не и причината зошто настанува таа болка. Затоа е многу потребно кога пациентите доаѓаат во аптека да се одвојат 2 до 3 минути едноставно да се искомуницира за да се види зошто пациентот, односно корисникот на фармацевската услуга има потреба од одреден додаток во исхрана или одреден аналгетик
апологетик. Верувајте дека ние почесто велиме болката е неголемиот човеков пријател, меѓутоа мора правилно да ја препознаеме и истата правилно да ја истретираме. Како стоиме со кадар, општо земено, генерално земено во оваа професија, и тука би го надоврзал прашањето со младите и нивниот интерес за фармација? Младите и нивниот интерес за фармација секако верувам дека не е толку голем како што беше во она време кога ние студиравме фармација. Тоа најдобро ќе го кажат нели професорите на фармацевските факултети кои што се низ државата. Меѓутоа, она што ние како аптеки се соочуваме, како и сите здравствени работници, е недостиг на фармацевти. Првиот момент е што голем дел од нашите колеги се иселија во западноевропските земји и токму заради тоа имаме отварање на голем број нови аптеки кои што повторно имаат потреба од кадар, а кадарот е тој. И дефинитивно самиот проект Смарт фармацевт, кој што е под Сдруженијето на приватни аптеки организиран во Македонија, има потреба да овие фармацевти кои што се во Македонија не само што сакаме западноевропските услуги во фармацијата да ги донесеме во Македонија, да си го задржиме нашиот кадар, едноставно да ги задржиме младите во Македонија, додека тие одат во Запад, верувајте, нека нашата желба е Западот да го донесеме тука, со сите новитети, заради тоа што она што изминативе години долго време се работеше, а веќе е усвоено, е Законот за фармацевски услуги. Веќе на 9 февруари истиот излезен во службен весник и токму се работи на тие фармацевски услуги кои што ние како фармацевти ќе можеме да ги дадеме спрема нашите здравствени осигуреници и верувајте дека ќе ни биде чест и задоволство да помогнеме во оваа примерна здравствена заштита. За да ги поттикнеме младите да студираат фармација, треба да им дадеме две сигурни опции. Првото дека е платена професијата, второ дека е почитувана. Каков е статусот во моментов на фармацевтите во Македонија? Се чувствувате ли почитувана во својата професија и доволно платена? Јас лично и конкретно се чувствувам доволно почитувана, затоа што почита доаѓа првенствено од почитување на самиот себе и од сакањето и љубовта кон професијата. Ја почесто велам на младите дека за да нешто се успее треба пред се да се сака, а понатаму бенефитите и финансите сами по себе ќе дојдат како резултат од љубовта и енергијата што си ја вложувате во професијата. Секако е дека фармацевтот во Македонија може многу повеќе. Ние како фармацевти кои што работат онака како што доликува, значи со однос на правилна фармацевска грижа спрема пациентите, верувајте дека почита и довербата ја добиваме и како од пациентите и од корисниците што влегуваат во нашите аптеки. И затоа сметам дека сите, заедно кога би поработиле малку повеќе на оваа фармацевска услуга и фармацевска грижа кон пациентите, позицијата на фармацевтите во оваа држава и како ќе дојде на многу повисоко ниво и секако доволно платена, затоа што услугите се оние кои што во иднина ќе го растеретат здравствениот систем кој што како е оптеретен и на некој начин ќе помогнат да ние фармацевтите помогнеме во правилната здравствена грижа кон пациентите. Каде се тука институциите? Има ли или потребна ли е подлабока институционална поддршка? Детектиравте во одговорите доста предизвици, проблеми. Не се нерешливи, решливи се. Зборувавме за одливот на младите во странство, младите фармацевти. Каде се тука институциите? Јас, под мотото заедно сме посилни, затоа институциите мора да бидат дел од овие промени, бидејќи без институциите ние како фармацевти не можеме, верувајте, ништо да направиме. Заедно под ова мото делуваме и со Министерството за здравство, и со Фармацевската комора, и со факултетите за фармација кои што се во Скопје, Тетово, Штип. Едноставно само на едно место со заеднички сили можеме да направиме многу повеќе за нашата професија и верувајте дека се има слух. Она што ме радува е дека се надеваме дека во наредните години сите овие наши идеи и замисли, она како што рековме, европските закони и услови и услуги ќе ги донесеме токму тука во Македонија, е нешто што ни дава мотив, континуирано да работиме токму во тој правец и да не се предаваме во патот на успехот. Рековте имаат слух, тоа е добро да се слушне, бидејќи се почнува од здравието. Во животот не можеме ништо да направиме ако не сме здрави. Затоа не само кај нас, мене во светот ми е несватливо да видам медицински персонал, фармацевти да протестираат и да бараат некакви права. Мислам дека тие луѓе треба се да имаат онака на ракав, дадено како поддршка од институциите, од граѓаните, бидејќи
Здрав човек е способен и среќен човек. Без здравје ништо не можеме, ни тука да седиме, ни да го водиме разговорот, ниту да формираме институции, ништо не можеме да направиме. Се надевам тоа ќе го свати светот. Се согласувам дека е така и ви благодарам што ни давате можност преку вашите медиуми да ја пренесеме пораката не само до нашите колеги, туку до сите здравствени работници, дека токму моментот заедно да делуваме ќе ја подигнеме здравствената свест, култура, меѓутоа и довербата во здравствениот систем. И во тој контекст за да заокружиме, каде и како ја гледате професијата за 10 години од сега? Секогаш сум била оптимист и сега ќе кажам еден оптимистички заклучок дека гледам дека младите ќе се пронајдат во аптекарската практика, дека се повеќе млади со љубов ќе работат оваа професија, бидејќи верувајте дека е многу хумана, можеме да помогнеме и во скринингот, и во раната превенција, и во едноставно раното препознавање на многу сериозни болести, заради тоа и постои овој смарт фармацевт и овој проект кој што верувам дека ќе освести и ќе вроди голема љубов кај многу нови идни генерации. Благодарам, Билјана, за гостувањето во Македонија наутро. Отворивме теми за кои што сакаме да се дискутира сериозно, бидејќи сакаме и ова, а и многу професии за кои говориме години наназад да дојдат на своето посакувано и достоинствено место. Ви благодарам за поканата и се надевам дека овие пораки ќе ги пренесувам и во годините кои што следат. Благодарам.